Интернет платформите играат централна улога во интеракциите помеѓу граѓаните, бизнисите и институциите. Заради таквата моќ, тие треба да бидат регулирани. Но дали интернет платформите треба да бидат регулирани со строгите закони или тие треба да се саморегулираат? Дали е подобро за секоја земја да креира своји правила или повеќе земји да се согласат за заеднички правила? Оваа дилема ги интересира властите, но и младите кои редовно го користат интернетот и се директно засегнати од правилата што го регулираат интернет просторот. Затоа, организиравме консултација со 40 млади луѓе од целата држава. Ги прашавме за нивните лични искуства на интернет и за тоа што може да се направи и од кого за да го подобриме интернет искуството. Па што велат младите? Тие ги препознаваат придобивките и недостатоците што ги наметна интернетот на денешното општество. Пристапот до формално и неформално образование, особено за време на пандемијата. Пристапот до вести и видеа, комуникацијата со семејството и пријателите, како и користењето на интернет за деловни активности се споменаа помеѓу позитивните страни. Слабата заштита и злоупотребата на личните податоци, нарушувањето на приватноста и плагиаризмот на академски истражувања се помеѓу негативните страни. Младите се загрижени за говорот на омраза, онлайн булингот и политичката пропаганда која се шири преку лажни вести. Младите сметаат дека зависноста од интернетот е сериозен проблем по менталното здравје. Како и кој може да се справи со овие предизвици? Според заклучоците од овој настан, младите во нашата држава сметаат дека интернетот треба да биде регулиран простор. Подобри закони треба да ги штитат корисниците и општеството. Подржуваат надзор и брза реакција од страна на институциите при штетно однесување на интернет. Сепак, свесни се дека власта може да ги злоупотреби своите овластувања. Интернет платформите треба да ги унапредуваат корисничките политики и капацитетите за справување со најголемите предизвици. Институциите треба да учат и да ги пременуваат најдобрите практики од Европската унија, а ЕУ пак да доделува повеќе средства. Корисниците треба да ги користат постоечките механизми за пријавување и да ги почитуваат постоечките правила. Потребни се подобри образовни политики за дигитална писменост и програми преку кои ќе се адресираат проблемите со менталното здравје кои произлегуваат од прекумерна употреба на интернет. Како понатаму? Не постои совршена формула за регулирање на интернетот. Вакви настани се одржаа во сите земји од Западен Балкан, каде младите ги кажаа своите ставови на оваа тема. Нашата заедничка иницијатива служи како пример дека, иако тие се често исклучени, младите може да имаат значаен придонес во процесот на креирање и спроведување на политиките. Консултации со млади може да се одржат виртуелно, па и покрај ограничувањата наметнати од COVID-19 пандемијата, гласот на граѓаните може да биде слушнат. Прочитајте повеќе за заклучоците од оваа иницијатива во документот за дискусија изработен од нашите колеги од Центарот за европска политика од Брисел. Документот за дискусија, како и извештаите од консултациите од секоја земја можете да ги најдете во линкот под видеото или на веб страницата mladirini.org. На оваа платформа можете да најдете и блогови, подкасти и други аудио и видео содржини креирани од млади луѓе од регионот на Западен Балкан.